Властта тактизира, бизнисот алармира. Се бараат итни мерки за ублажување на ценовниот шок, кој доколку не се реагира веднаш може да стане уште подраматичен. Бизнисмените бараат властта да штеди во непродуктивните трошења и гломазната администрација и да ги зголеми инвестициите, клучно во енергетиката, но и генерално во домашното производство. Сојузот на стопански комори апелира, ако е потребно да се отворат истоковите резерви. Критикуваа дека власта го предизвикала шокот со тоа што не ја продолжи мерката за 0% ДДВ. Нашите очекувања беа да постепено се нивелираат тие даночни ослободувања. Навистина, во еден ден толкав скок, реакцијата е присутна. Во однос на енергетиката, на годишно ниво Македонија увезува негде повеќе од милиарда евра целокупно енергенти. Таа 1 милиарда веќе доаѓаат новите понуди кои се калкулираат според Будипештарската берза, која во овој момент е над 200 евра. Имате две алтернативи. Ако инвестирате во обновливи извори, инвестицијата да ја вратите за 3 до 4 години, или да платите високи сметки и ништо да не добиете. Бизнис заедницата е загрижена и од најавите за драстично зголемување на цената на струјата, за да нема дополнителни шокови. Инсистираат да се стави фокус на домашното производство. Апелираат и на улеснување на процедурите за добивање дозволи за фотоволтаици, за кои сега се чека и до 3 месеци. Македонија во континуитет разговараме дека и кажуваме дека е земјоделска земја, еве шансата. Ајде да докажеме колку можеме да произведеме земјоделски и прехранбени производи. Во однос на енергетиката, навистина сметаме дека години касниме со инвестициите, еве приватниот сектор ја презема иницијативата во инвестирањето, не гледам причина зошто да се закочуваат тие приватни иницијативи во инвестирање во обновливи извори. Додека сите чекаат на институциите за да преземат било што околу ваквата ситуација, од Министерството за финанси преку соопштение се огласија дека нов пакет антикризни мерки ќе има, ама не кажаа какви. За нови мерки се чекало на усвојувањето на ребалансот на буџетот.